Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Dobro večer, Milenko Nedeljkovski je do 18 časova redovan termin na Radio Slobodna Makedonija, Milenko Nedeljkovski radio show. Ono je Milenko Nedeljkovski, koji daneska, na primjer, je prisuten vo site sorosuidni portali, a vo nekoj, da kažeme, kada je vo prvite 3 vesti, 2 se od so imeto na voditelot na segašnjava emisija. Glasu što slušate u ovaj moment. Naprimjer, jedното deka vo nekoj pred 15 godini na baranje na Orce Kamčev vo Italija uspjev da najdam profesionalen klub, navistina 4. ligaš, međutim do 4. liga vo Italija se profesionalci, posle toga se amateri, odnosno vo Italija taj gi narekува diletanti. I беше договорено целото купопродажба, сите договори ги беа склучиле адвокатите на Пеце Наумовски, кои ги штите инаку интересите и на Пеце Наумовски како кошаркар и голем спортист кој настапуваше во Италија. И после тоа не биде ништо. Меѓутоа, ете тоа што го напишав, подсетнив, ќе се работи за фудбалски клуб Алесандрија од град Алесандрија, значи преубаво и име и на клуб и на град за сопственик македонец. Некој договор кој не бидна, а тоа е клуб кој го елиминира и прволигашот кај што игра Горан Панде во овој момент калчолигашот и подсетив некои спортски портали пише анонимната Алесандрија, таа не е анонимна, бидејќи тамо, например, пораснал и изникнал Джани Ривера, па потоа мина во Милан да игра, еден од најпознатите репрезентативци на Италија на сите времења. Ете, тоа е едниот пост, а вториот пост е дека порталот на Ацо Дува на полноќ Кабранов добил фотографии од прославата на годишнината на Канал 5, кој на која прославува Емил Стојменов секоја година. И тоа богато, и тоа како треба, и тоа онака баш славенички, и каде што на фотографиите сме сликани јас, Никола Груевски, и на некоја и Емил Стојменов. Као демек некоја ексклузива, еве што се случува, а не е точно, бидејќи следниот ден по прославата на Канал 5 телевизија, тие исти слики, или барем дел од тие слики, каде што во текот на вечерта стоиме и разговараме јас, Никола Груевски и Емил Стојменов, и излегува, да кажеме, во вечер, во дневниот вестник и на нивниот сајт. Значи, никаква ексклузива. Меѓутоа, ете, таква слика дојдена од некаде, кај некого е доволно да биде насловна страница на порталите соросуидни. Значи, ете, тој човек е водител на оваа емисија од сега до 18 часот. Сте со Миленко Неделковски во ситуација кога се дрма светот, во ситуација кога се дрма Европа, кога се распаѓа Европска унија, кога имаме бегалска криза, кога има внатрешна политичка криза, кога во ситуација кога ќе има билатерални односи интензивни, особено од министерот за надворешни работи на Македонија со Грција, во моменти кога се разговара околу средувањето на медиумите, во моменти кога добивме конечно комплетен состав на државна изборна комисија, во тие моменти главна вест на соросуидните портали е Миленко како седел во друштво неколку минути за време на прославата на Канал 5 телевизија, или што тоа Миленко правил пред 15 години во Италија на тема фудбал. Значи, многу силно, многу јако, им благодарам на сите за мојата зголемена заради тоа популарност и ги молам сајтовите веднаш да испратат кај мене не профактура, туку фактура и веднаш да им платам што ми изрекламира толку добро овој ден. И минатата емисија, пред да заминам за Русија и оваа од како се вратив, инсистирам на божични и новогодишни песни, особено онија тамо што ги пеат Тони Бенет, Френк Синатра, Дин Мартин. Не може да кажем дека тоа нешто многу православно, меѓутоа е така забавно, убаво е да се слуша околу Нова година како најава за новата година која следи. Оти Божиќот католички за само 10 дена.
Влеговме во ерата на Јарецот, односно во месецот на Јарецот, кој е многу битен месец, затоа што на 26 декември е роден син ми, Борис. На 6 јануари сум роден јас, а на 7 е роден Александар Дугин, оној со кого имав интервју пред 2 дена, а кој интервју ќе го гледате на телевизија Канал 5 во Миленко Неделковски шоу во петок навечер околу полноќ или ако малку задоцна, тогаш во порно термин подоцна кој ќе биде. Што се однесува до музикава која ја пуштам, таа ја слави новата година, ја слави радоста на затварање на уште една година и броењето на успесите, ако човек ги има, и пред се многу важно очекувањата за следната година. Секој си планира нешто, очекува да му биде подобро, малку, многу, повеќе, да не му биде секако полошо. Што се однесува до политичките очекувања, едно е сигурно, со изборот навремен на Државната изборна комисија, според оној договор од Пржино, кој според мене е нелегитимен, незаконски, антиуставен, меѓутоа е некаков договор кој ве сите се обидува да го почитуваат. Известно е дека на 24 ќе излеземе сите на избори и ќе гласаме секој така како што си мисли, секој ќе гласа за тоа, или некој нема да гласа, тоа е негово право, ќе гласа за тоа што мисли, или нема да гласа за тоа што мисли дека е исправно. Тоа значи дека за 4 месеца од сега, за 120 на дена, ќе си го каже народот својот глас, својот суд, и еднаш за секојаш да ја затвориме оваа лоша година и пол, каде се изморивме слушајки се и секого што и како треба да биде, него да едноставно бидеме оставени на рад, да си функционираме како држава и еднаш да може една власт од десницата во 25 годишната историја на Република Македонија да може да избутка цел непречен 4 годишен со закон и сустав предвиден термин, односно тајминг на водење на државата во име на народот, дадено на демократски начин преку гласање. Значи, ете, за следната година, ако ништо друго, имаме избори, не знам дали тоа за некој ќе е добро као вест, за некој ќе е лошо као вест, да оние кои е добра, очигледно сакаат инсистираат да има избори, за оние кои што е добра, кај што е лоша вест, тие сакаат да нема избори и прават се што е можно да ги нема, и може да ги прочитаме преку текстоите на Сашо Ордановски, Бранко Геровски и слични, како се обидуваат со весела математика да најдат начин како тие избори да не бидат, или да бидат одложени, или да бидат на есен, или да бидат не знам кога и така натаму, само да нема сега соочување со народот. А народот е тој кој мисли дека има доволно добра понуда, кој мисли дека народот му верува, кој тврди тоа, гледам сите тврдат, ама никој не верува, тој нека повели, нека излезе на избори, нека даде своја програма и народот ќе си гласа. Ќе се заокружи потоа овај новата државна изборна комисија, врзглава ќе им е ОПСЕ, ќе им е американски амбасадор, ќе им е МОСТ, сите ќе им се врзглава, ќе ги преброат гласовите, ќе кажат кој е кој и ќе си знаеме од тука натаму што да тераме. Пред новогодишна, пред божична емисија Миленко Неделковски радио шоу на канал Радио Слободна Македонија. Пред ден и пол, вчера практично се вратив од Москва, каде што имав интервју со првиот советник на Владимир Путин, кој се вика Александар Дугин, веројатно најпознатиот, највредниот жив филозоф, геостратег на светот во овој момент. И не би ви откривал некои преголеми работи кои тој ги кажа, затоа што моето интервју со него оди на телевизија Канал 5 во петок на полноќ. Затоа што би сакал да го видите интервјуто и да го видите ставовите на тој човек, а се страобални тие ставови, страшни се и мислам се верни. Човекот има предвидувања кои вреди да се чујат. Има пофалби и критики за Путин, пофалби и критики за Русија и така натаму. Значи, како треба е. Меѓутоа, ќе ви кажам една работа која ме наликуваше на ситуацијата во Македонија, што ми ја кажа Александар Дугин при моето прашање на Владимир Путин колку е тој јак, силен, односно колку е слаб и каде е силен, каде е слаб.
Той mi reče slednovo, veli Rusija je izlezena od jedna golema kriza, samo 25 godini i pomalko od 25 godina uspeva da se vrati na scenata, бидејќи по рушењето на Берлинскиот зид, значи пред 25 години, имавме држава која исклучително лошо беше водена од Горбачов, а потоа и Јелцин, падната на колена и така натаму, и дека практично во последните 10 години, пазите, без малку е све исто, почнува државата да се крева на нозе и почнува да добива на силина, да добива да го враќа идентитетот, да ја враќа моќта, да ја враќа да седнува равноправно да разговара. И за тоа да се направи среќа, вели тој, што се појави лик како Владимир Путин, втор човек кој може да му се спротивстави на Владимир Путин на политичката сцена во Русија не постои, нема таков, во овој момент нема, некогаш може ќе има. Но Владимир Путин е еден од ретките, можеби и најзабележителни се зборовите на Александар Дугин, политичари и лидери на нација, водичи на нација, тој вели тој е еден современ цар, кој се појавил воопшто во историјата на Русија, цар, без разлика дали е Руска Федерација, Царска Русија, СССР, вика, веројатно највпечатливиот руски цар на сите времиња, и тој, кај него вика, сите решенија се во негови раце, за секое нешто од него зависи, секое решение, воено, економско, научно, било какво, и вика, ако ја правиме пирамидата на власта во Русија, Владимир Путин е на врвот, па има 100.000 празни места, па 100.000 и првиот е некој. Тоа е Русија во овој момент. Мене лично многу сето тоа ми наликува на една друга држава, а тоа е државата чии граѓанин и жител сум. И бидејќи против сите, ајде и нека таква против сите тема, а тоа е дека во овие моменти се одвиваат финалните консултации, размислувања, говори, преговори, префрлање од една на друга страна, да се дојде до финалната солуција, кој ќе биде тој привремен премиер од ВМРО, партијата ВМРО, за спроведување на предвремените парламентарни избори што треба се одржат на 24 април едната година. Верувам дека поголемиот дел од оние што се занимаваат со политика или што следат политика или што ги интересира политика, а секако пред се оние кои се во врвната политика и од позицијата и од опозицијата и од претседателскиот кабинет и од амбасадите, се избезумени од помислата дека не можат да погодат кој ќе биде времениот, привремениот премиер само за изведување на изборите, кој практично премиер ќе го наруши континуитетот на Никола Груевски, кој трае 10 години. За кратко навистина ќе го наруши, меѓутоа сепак ќе го наруши, и мисля дека се избезумени не знаејќи кој е тој. Има 1000 комбинации, овој ќе бил тој, горе, доле, одвамо, оттамо, тој ќе го кажал, овој ќе го кажал. Дури за едно-две имиња кои мене ми се апсолутно несимпатични, нешто не ми се симпатични, го апсолутно сметам дека не смеат да се ниту привремени премиери на оваа држава. Јас лично сметам дека не смеат ни да се министри во владата Никола Груевски, иако се. За тоа ќе имам специјална емисија идниот петок, не овој, со една моја специјална гостинка, каде што ќе ги отвориме сите карти и каде што ќе ја поставиме целата мапа и карта, на политичка карта на Македонија, за да знаеме пред нова година што ќе се случува во новата година. А во овој момент да им порачам на сите оние што мислат дека знаат кој ќе биде министер, кој ќе биде праим министер, кој ќе биде премиер, кој како ќе биде, да им порачам дека во оваа држава, во овој момент, само еден човек тоа го знае и никој друг. Нема втор, нема втори и пол, нема прв и пол, нема јас малку слушнав, нема. Тоа го знае само еден човек и тоа
mnogo kejf mi pravi, mnogo golemo zadovoljstvo, što gi izbezumova site drugi razuznavački, kontrarazuznavački, policijski, paralelni, privatni službi. Ja go izbezumova kabinetot na predsedatelot država, kabinetot na ambasadorot na Sjedinjene amerikanske države ovde na vodno, gdje izbezumova Evropskata unija, gdje izbezumova drugite ambasadori na Germanija, Francija, Velika Britanija, Holandija, Srbija, Bugarija, Turcija, ako sakate, pa duri Rusija, Grcija, Albanija, Kosovo, site, бидејќи одговорот на тоа прашање, кој ќе биде кратко време, привремен премиер на оваа држава за наименуван за да ги спроведе изборите вонредните парламентарни во април, а кој ќе го наруши континуитетот на владење на Никола Груевски, одговорот кој ќе е тој човек, кој е таа особа X, што би рекол Оливер Млаквар во неговата квискотека, одговорот на тоа прашање го знае само еден човек и што е најинтересно, никој не смее да го праша. Многу јако и многу ми прави тоа кејф и многу си мерачам на таа тема. Како се приближува годината до крај, нели се сумираат сметките и се прават планови за до година. Оваа година, што се однесува до мојот телевизиско, радиско, социјално мрежовски настап, понудив доста ликови од светот, кои умни ликови, кои имаат што да кажат и знаат што се случува и може да се чуе нивното мислење. Сметам дека јас сум должен, дека новинарите се должни, меѓутоа ете мене животот и Господ ми дале шанса, можност, услови, се наместиле картите или плочките, имало некоја така Божја волја, среќа, талент, може би нешто малку, да можам да им овозможам на гледачите, слушателите, читателите, значи на мојата публика да им овозможам да ги поврзам преку моите прашања и сликата од камерманите што ја обезбедува, да ги поврзам, значи моите гледачи со тие умни ликови од цел свет, десничари, левичари, радикали, аналитичари, секакви. И сметам дека практично на крајов на годинава сум исклучително задоволен што успеав да направам една страшна низа, страшно добра, богата низа од луѓе кои овдека кажа она што тешко може да се прочита и види на било која друга телевизија, радио или весник или портал во Македонија. Па така да, за разлика од другите колеги кои се бават со ликови вредни да учествуваат на фарма или во големиот брат, јас се бавив со ликови кои реално ја креираат светската глобална политичка сцена. Некои ја креираат, а некои ја знаат, а некои ја и креираат и ја знаат. Па така од Америка, ако се сеќавате, беше исклучително десно позициониран новинар, политички активист, близок до председателите од десницата, Джој Нордлингер. Предходно овдека кај мене гостуваше мојот пријател од Белград Мирослав Лазански, кој сакале или не да признаат сите на поранешните балкански предсъюгословенски простори, тоа е најголемиот воено-политички аналитичар на овие простори, на бившите југословенски простори во последните 50 години, а пред тоа не имало такво звање. Потоа успеав да ви го представам Даниеле Генсер од Швајцарија. Исто така пресилен лик, аналитичар, чие секое гостување е вредно 4000 евра, каде и да гостува на било која телевизија, мора да му платат 4000 евра за да гостува. Потоа беше политичкиот аналитичар од Русија, Леонид Савин. Па кај мене гостуваше поранешниот генерален секретар на Светската организација на Обединетите нации Бутрос Гали, што е секако еден од најголемите врвови светски политички.
и па и дострели мој донесен гостин. Гостуваше Жан-Мари Ле Пен, човекот која има формирано партијата во Франција која се вика Фронт Национал, која еве сега во неделата победи на локалните избори и се најавува победа на таа партија за 2017 на председателските избори и на керката на Жан-Мари Ле Пен победа, значи да биде следен и на десничарка следен победник на председателските избори во Франција. До крајот, на почетокот на едната година ќе го видите и најпознатиот на сите времења уфолог Ерих фон Денекен. Потоа од Сирија го донесов во моментите на најголемата криза во Сирија Тиери Мајсон, кој важи за најдобриот познавач и аналитичар на политичките и војните збитнувања во Сирија и на Блискиот Исток. Еве се во петок ќе го гледате првиот советник на Владимир Путин, Александар Дугин. Правев една добра емисија, мислам, направив за црквата, донесов два експерта од Србија, двајца од Македонија. И што би рекол еден мој пријател, шта речи? Шта речи? Сега што за следната година? Во следната година прво што можеме понудаме до крај на јануар ќе дојде овде човек од Соединените Американски држави, американец, кој долго години бил задолжен за Балканот и за Македонија во NSA, во National Security Agency of United States of America. Значи не било каков човек, него баш од тие, од најшпионските и безбедносни структури и организации на Соединетите Американски држави. NSA е секако агенцијата под која потпаѓаат сите. И борба со дрога, и со имиграција, и ЦИА, и FBI, и ова сите, и таа што е безбедноста на председателите, се е тоа во основа под NSA. И таков човек кој бил задолжен за Македонија и за овој дел од светот, за Балканот, ќе биде гостин во мојата емисија. Еве као за почеток, во текот на годината ќе ми биде гостинка Марие Ле Пен, идната председателка на Франција. Ќе ми биде гостин Ели Хатем, човек кој за малку ќе станеше градоначалник на Париз, не победи во таа трка, меѓутоа беше сериозен кандидат. Потоа имаме еден интересен лик, муслиман, радикал, од главен град на една западноевропска земја. Тој ќе е многу интересен лик. Потоа го имам од Лајпциг, ќе го имам во емисијата човек кој се вика, кој се презива Елсасер, кој е германец, ама левичар. И затоа е во Лајпциг, тој е во источна Германија. И така се така поред и договарам и некои така по-силни фигури, вклучително и некои фигури од УЕФА и ФИФА, од овие што се апсени, неапсени сега од страна на американските обвинители и полиција. Сена се, планот ми е добар, да видиме колку од него ќе се оствари. Што се однесува до годината зад мене, јас лично сум исклучително задоволен. Значи, шта речи? И така, денеска е 16 декември 2015, на 16 декември се родени Лудвиг ван Бетовен, 1770, Лив Улман, 1939 и пред 40 и нешто години Горан Петров, поранешниот градоначалник на Тито Велес. На Горан му го честитам роденденот. На овие другите го обележувам роденденот само како знаење на датумот за тие што не го знаат датумот, а тоа мислам дека се тие од агенцијата за медиуми кои инсистираат да луѓето се представат. Што се однесува до водителот на емисијата, повеќе пати во текот на емисијата можеш да се чуе кој сум и што сум, а тој што сум на радио Слободна Македонија, лоциран овдека спротив владата на Република Македонија, која гледам од оваа огромна шофершајбна, преку која се гледа преубаво на китените улици
и исклучително добро илумираниот осветлен објект на владата на Република Македонија. До следната среда, пријатно и со здравје. Гледајте ја телевизиската емисија во петок околу полноќ, каде што гостин на Миленко Неделковски ке е Александар Дугин. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.